Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Антим, светата маченичка Василиса, светиот Јоанники архиепископ и прв патриарх српски. Свештеномаченикот Антим, роден е во Никомидија и од детството воспитан како вистински христијанин. Телото негово било умртвено, духот смирен, зависта искоренета, гневот скротен, мрзливоста изгонета. Имал љубов кон сите, мир со сите, благоразумност меѓу луѓето, ревност кон славата Божја, позната на сите. Не е чудо што човекот со такви добродетели беше поставен за епископ. Светиот Антим епископствувал во Никомидија во времето на страшното гонење на христијаните под опаките цареви Диоклецијан и Максимијан. Особено во Никомидија се пролевала христијанската крв со потоци. Една година за празникот Рождество Христово били изгонети во еден храм 20.000 маченици. Тоа се случило во времето на Антимовото архиерејство. Но гонењето со тоа не се завршило, туку се продолжило и многумина христијани биле фрлени во темница и тука чувани за маки и за смрт. Светиот Антим се оддалечил во едно село Оман, не за да избега од смртта, туку да би можел оттаму да ја охрабрува својата патства во подвигот на мачеништвото, за никој од страв да не отпадне. Едно негово писмо до христијаните во темницата било фатено и предадено на царот Максимијан. Царот испратил 20 војници да го најдат и да го доведат Антима. Побелениот и прозорлив старец им излегол во пресрет на војниците. Ги вовел во домот и ги нагостил, па дури тогаш кажал дека тој е Антим кого тие го бараат. Воодушевените војници поради добрината на Антима му предлагале да се скрие, а тие ќе му речат на царот дека не можеле да го најдат. Но Антим им одговорил дека тој не смее да си дозволи со лага да се прекршува Божјата заповед и неговиот живот да го спасува, туку пошол со војниците. Попат сите војници поверувале во Христа и биле крстени од Антим. Изведен пред царот, Антим бил долго и тешко мачен и најпосле со секира бил исечен. Го прославил Господа и се упокоил во Господа во почетокот на 4. век. Светата маченичка Василиса, 9-годишно девојче, пострадала во Никомидија недолго по смртта на светиот Антим. Целото тело мачениците го покриле со рани, но таа му останала верна на Христа. Бог ја зачувал во огнот и пред зверовите неповредена. Видувајќи го тоа, нејзиниот мачител Александар се покајал и ја примил верата Христова. Василиса излегла во полето, паднала на колена, на Бога му се молела и му благодарела за претрпените маки. И така го предала својот дух на Бога околу 309 година. Светиот Јоанники, архиепископ и прв патриарх српски. Родом од Призрен, служел прво како секретар при кралот Душан. Архиепископ постанал во 1339, а во 1346 година бил воздигнат во позив патриарх, ревносен архипастир и уредник на црквата српска. На законите црковни големо утврдување. Се упокоил на 3 септември 1349. Моштите му се наоѓаат во пет.